27. април 2017 година, отприлика ова време е 18 часот и 20 минути. Група искрени честни македонци, група од неколку илјади македонци влезе во собранието за да го одбрани Уставот на Република Македонија и да го одбрани името Република Македонија. Меѓутоа, за жал, во тоа собрание влегоа и удбашко полициски сили, политички подковани, изрежирано сценарио во кои тие беа главни улоги за да настрадаат подоцна македонци. Извршител на сето тоа беше Зоран Заев. Зоран Заев го искористи 27. април од една страна да обезбеди гласачи за промена на Уставното име Република Македонија, од друга страна во затвор да стави искрени, честни македонци, осудени драконски, кои ќе бидат пример како не треба, уствари како да се исплаши македонскиот народ, и мораме да признаеме дека тоа во одредена мерка им успеа. Во 2019 година, почитувани македонци, ние го одржавме првиот протест после пресудите за нашите браќа на 7 јуни 2019 година. Јас и Жаре, подпредседателот на Македонски аманет Македонец за Македонец, од јануар месец 2019 година одевме во фамилиите на нашите браќа во Македонија, во Скопје и низ градовите ни во Македонија. Сликата беше многу разочарувачка. Тие луѓе во тој момент беа многу разочарани. Имаше луѓе за кои што воопшто не се знаеше дека лежат затвор за 27. април. Мислам дека допринесовме за нив да се чуе и да се дознае. И благодарам на сите кои што помогнавте во тие акции хуманитарни и кои што го принавте гласот за слобода на уставобранителите. Меѓутоа, морам да подсетам дека и политичката ситуација и тогаш беше малтене слична како и сега, со двајца исти протагонисти од политичките партии кандидати за председател. Мораме да признаеме дека тогаш и на парламентарните избори 2020 година опозиционата најголема партија не заземаше баш толку отворен став за слобода на уставобранителите како што го зазема сега на овие парламентарни избори. Затоа ние како македонски аманет повикуваме масовно да излеземе, затоа што сега е отворена поддршката за слобода за нашите браќа, масовно да излеземе и да гласаме за нивна слобода и да помогнеме тие да бидат ослободени. Ние изминативе години се соочивме со многу неубави работи кога се уставобранителите во прашање што се однесува до коментари, реакции, тоа беше на почетокот. Меѓутоа, радосни сме, сретни сме што сега таа слика не е таква, што цел македонски народ стои позади тие уставобранители. Јас морам да кажам, морам да го напоменам ова. Кај македонскиот народ секој чудо трае 3 дена. Кај ние мораме да разбереме дека има една поговорка дека времето не сака херои. Меѓутоа, огромна желба наша, може би единствена желба наша, уште од 2019 година кога ги представувавме нивните фамилии, нивната борба која трае уште 2001 година, овие луѓе да постанат народни херои. Затоа треба они да ни помогнат, ние да ги величеме и да направиме една историја од нив, како што имаме од нашите херои од 903-та, од 44-та година. И наша најголема желба до цел македонски народ е кога ќе бидат овие луѓе ослободени, да се собереме сите спонтано, тоа е наша идеја и наша желба, спонтано, во огромен број да ги пречекаме на плоштадот Македонија и да ги прегрнеме, да им кажеме дека они не треба понатаму повеќе да бараат правда, затоа што за нив правдата во оваа држава беше забранета. За нив немаше правда, затоа што мораше да се направи предавство. Цел македонски народ знае дека тие луѓе не се терористи. Меѓутоа, така гушнати, сплотени во огромен број да побараме да се казнат злостониците кои го направија ова зло, а прв начело да биде Зоран Заев. Ме поздравувам и сакам сите тука заедно тоа што го скандиравме многу пати пред Влада на Република Македонија, многу пати пред Министерство за правда, да го завршиме ова видео. Слобода! 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 Слобода!
ви благодарам, да сте живи и здрави, да живее Македонија. Да живее!